Благодарам, повелете со прашање. Кога очекувате Иванов да ви повика и да ви го даде мандат? Очекуваме дека господинот Иванов ќе постапи согласно неговата уставна обврска и во уставниот рок ќе се заврши таа работа. Кога истекува уставниот рок? Соодветно на известувањето кое што го има примено од страна на председателот на Собранието на Република Македонија, ден поскоро е ден подобро за Република Македонија. Он многу пати знае да изненади. Може да се случи тоа да претпоставиме и овој пат. Доколку биде така, значи доколку повторно не го даде мандат, дали просто план Б или во случај план С бидејќи план Б проведен. Секогаш во периодов и кој што измина и во периодов кој што предстои Социјалдемократскиот сојуз на Македонија ќе инсистира на добриот начин на трансферот на демократскиот начин и мирен на трансфер на власта во Република Македонија. Нашите очекувања и нашата концентрација во момент се насочени токму кон таквите действија. Во дел од медиумите циркулираат имиња за новиот состав на владата. Колку се точни овие информации, дали се почнати разговори за формирање на новиот кабинет или станува збор за шпекулација? Сите имиња кои што се појавија во текот на вчерашниот ден се чиста шпекулација, до сега не се разговарани персоналните решенија за соодветните ресори. А распределбата на ресорите? Пак велам, се што излезе во таа смисла е шпекулација, за нас е многу битно и тоа го имаме неколку пати повторено како Социјалдемократски сојуз на Македонија. Председателот Иванов согласно уставните обврски да го додели мандатот, па од кога председателот на СДСМ ќе се стекне со статус на мандат, официјално да ги започне разговорите и преговорите за состав на новата реформска влада. Дали во партијата разговарано за намалување на министерствата, евентуално бројот на вице-премиерските места со оглед на тоа дека нашата влада број не бил има најбројни министерства, најбројни функционери во оглед на другите државни стратегии. Во Република Македонија намалување на трошоците на буџетот. Во Република Македонија неопходно да се извршат сериозни реформски запати во сите области. Впрочем и она што како до нас допира како глас за силниот притисок кој што поединци го вршат врз врховните судии во моментов, со цел да го променат мислењето и ставот за прислушкуваните разговори, само зборува колку длабоко треба да се оди во отстранувањето на девијациите во општеството кои што се појавија, така што попримарен е тој тип на размислување отколку бројот или бројноста на определените ресори. Во исто време ги охрабрувам и врховните судии да обстојат на ставовите, бидејќи Македонија мора да расчисти со криминалот во политиката во колку сака да биде современа и европска држава. Дали останува отворена вратата за сите политички партии од албанскиот блок во новата владина коалиција? Сите политички субјекти кои што застана зад мандатот на господинот Заев како председател на Социјалдемократскиот сојуз се поддржувачи на тој мандат и реков после доделувањето на мандатот ќе ги започнеме разговорите, па тогаш ќе знаеме кој од тие ќе го сочинуваат владиното мнозинство. Како адвокат, како правник, очекувате дека Уставен суд ќе постапи според уставот? Апелот кој што го има, да речам, и од градоначалниците и од ЗЕЛС, меѓутоа и од правната јавност е Уставниот суд да не се внесе во креирање на право. Не е негово да креира право, односно да создава закони, туку да ги толкува законите. Прифаќањето на евентуално на таквата иницијатива всушност ќе значи дека Уставниот суд би донел измени на закон што не е негова уставна надлежност. Подобро е за Република Македонија час поскоро да биде доделен мандатот, да биде формирана реформската влада и да се оди со законски измени на изборниот законник по однос на прашањето на мандатот на локалната самоуправа. Утре има иницијатива пред Уставен суд за локалните избори. Што очекувате од тоа? Мислам дека баш околу тоа и одговорив сега. Работа е на собранието да го измени изборниот законник, колку побрзо ќе биде доделен мандатот, толку побрзо ќе се формира владата и ќе можеме да влеземе во изработка, изготвување и донесување на законски текст за измени на изборниот законник за одредбата за мандатот на што очекувате? Да мандат. Им ги продолжи мандатите на градоначалниците или да не им ги продолжи? Мислам дека кажав, не е работа на Уставниот суд да носи закони. Таквата одлука би значило носење на закони.